Стадион. Емисија за вашата вистина. Трајковски, за што станува збор? Претежно во јавноста, луѓето, кога зборуваат за ова, се фаќаат за пензионерите. На пензионерите има возможно да работат на легална основа. Што се друго може тука да биде опфатено? Благодарам за прашањето. Токму така, некако нестрекно што од самиот почеток се врза овој закон за пензионерите, што во суштина не е така. Туку целта е со овој закон да се даде една легална правна рамка, односно со законот за работно ангажирање на лица, да им се овозможи на сите оние кои што работат во посочените три дејности главни опфатени, односно земјоделството, угостителството и туризмот, како и услугите во домаќинството, да најдат соодветен начин да го формализираат својот труд, односно да влезат во рамки на формалната економија, да ги уживаат правата од регулиран работен ангажман, што досега не беше случај и како што веќе посочивте во ведниот дел од емисијата, имаме ситуација во кој што граѓани кои што сакаат да работат немаат досега можност, но има и такви граѓани кои што досега работеа, но нема начин како да влезат во рамки на формалната економија, особено тука зборуваме за вработени лица кои што, да кажеме, дополнителното работно време го користат за да работат нешто неформално, потоа зборуваме за студентите кои што плашејќи се да ги изгубат. Ова и за втора работа, значи тоа е познато на запад, некој кој што работи како редовно. Дополнителна, да, бидејќи секако нели согласно законот за работни односи повеќе од 12 часа не може да се работи во текот на денот или нели они вкупни работни часови на ниво на седмица, така што зборуваме за оние неколку дополнителни часа кои што законот дава можност да се работи како дополнителна работа, е токму можност за вработените лица. Важно е што ова новина практично која што произлезе од стратешките определни на државата за формализација на неформалната економија, гледа да практично ги опфати потребите и искуствата, односно ги гледа двете страни во процесот, па така да кажеме на страната на работно ангажираните лица, на граѓаните е предност што да кажеме нема да го изгубат статусот кој што веќе го имаат стекнато. Тука зборуваме за статус на здравствена, социјална заштита, да кажеме старосна пензија, семејна пензија и така натаму. Сите оние бенефиции кои што ги уживаат по некаков веќе основ, како што споменавме, дали е вработено лице, невработено лице, пензионер, студент и така натаму, не ги губи веќе стекнатите права доколку согласно овој закон се ангажира. Пензијата, на висината пензијата, пензијsko ќе се плаќа за дополнителните часови што ќе ги работи некој, еве како втора работа, да речеме. Така, значи досега ќе се прават нели тие пресметки кои што си ги прави пензиското, односно фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Она што е важно е да се напомене дека секој кој што е пријавен по основ на законот за работно ангажирање на лица се стекнува со формална пријава, значи во агенцијата за вработување, и за него се уплаќаат персоналниот данок, како и паушалниот износ на пензиско осигурување, како и осигурување во случај на повреда. Практично со секој работен ангажман тој добива ден стаж кој што му влегува во неговиот стаж, но и нели пресметката која што се добива врз основ на уплатените средства за секој работен ангажман. Зашто не се вклучени таксистите, шоферите? Таму има многу глад за Токму така, тоа е често прашање кое што се поставува од страна на граѓаните, дали во разговор со нив, дали во вакви дебатни мисии. Прашањето кое што се отвара се чини навидом релевантно, но во суштина не е така, бидејќи овде зборуваме исклучиво за сезонска и повремена работа, значи работа која што има карактер на непредвидливост, која што зависи од временските промени, значи погоди или не погоди. Може полесно да речеме со овој начин на ангажирање да се менаџираат човечките ресурси, бидејќи да кажеме во земјоделието во екот на сезоната на берба значително се зголемува потребата од дополнителен работник, додека да кажеме еве таксисти, шофери и така натаму, тоа е работа која што е во континуитет потребна во текот на целата година, во 12 месеци или со години и така натаму. Значи не станува збор за работа која што зависи од временските услови, не станува за работа која што е од повремена природа или дека тој таксист ќе работи сега, утре нема да работи и така натаму, туку практично законодавецот со овој закон се обидува да ги опфати оние сектори на дејност и оние работни ангажмани кои што во суштина се сезонски и повремени, кои што во суштина не се предвидливи или кратко трајат. Значи за кој сектор станува збор? Фармери, земјоделие, ресторани,
хотели, мотели, кафулиња, организирање настани и домаќинства. Ево домаќинства, објаснете ми. Да. За најчисто што? Станува Или збор чување на стари лица? Така, станува збор за една категорија која што досега не беше опфатена во нашето законодавство. Станува збор за услуги во домаќинството, кои што подразбира токму она што го споменавте. Значи, чување на деца, чување на стари лица, мали поправки во домот и така натаму. Сето она што досега сме викале, да речеме некаква услуга, да некој испеглалишта, да исчисти, да ги почува децата на неколку часа, да речеме, или грижа за старо лице кога станува збор. Сето она што ние го имаме како граѓани, како искуство, сме ги користеле тие услуги, сето тоа било досега неформално, бидејќи сме немале начин како да практично му искочиме во пресрет на тоа лице кое што го ангажираме, да си добие некакви права, но и ние како граѓани сме биле во една сива зона во која што влегуваме во некаков однос со лицето кое што го ангажираме, меѓутоа тој однос е неформален и ние немаме ниту правна, ниту било каква сигурност од исходот. Така што сега на овој начин тие кои што имаат можност да или имаат потреба да ангажираат лице кое што ќе се грижи за деца или за стари лица или да исчисти низ домаќинството и така натаму, може да си го направат тоа формално со неколку клика и да направат практично да воспостават формален работен ангажман. Зошто би го правил ова, кога можам пак да продолжам на црно, што се плашам од инспекција, или што добивам повеќе со ова? Споменавте веќе пензиско, здравствено, дополнително. Токму така бенефициите се на двете страни, вклучително и државата како трета страна која што го регулира овој однос. Значи на страната на работодавачите што е предноста? Предноста е што во моментов со овој закон добиваат простор да ги ангажираат сите оние лица кои што досега работеле, но немале начин како да ги пријават и ги плаќале, да речеме, дали на рака, во плик и така натаму, односно во таа сива зона или работа на црно, колоквијално како што може да го кажеме, така што добиваат сега можност да доколку дојде инспекција, доколку се случи не да боже некаква повреда. Значи ние секогаш зборуваме за паричниот дел од одговорноста, која што ја имаме, да речеме и да нема да го пријавиме работникот, но што ако работникот се повреди? Значи тука веќе зборуваме за кривична одговорност која што следи, така што во оваа ситуација сите оние кои што на овој начин имаат потреба, сега ќе можат да си работат легално, да ги исплатат на трансакцијска сметка без да вадат средства од сметка, па да наоѓаат начини како тие средства да ги оправдаат и така натаму. На страна на работно ангажираните лица, односно на страна на граѓаните, предност е, како што споменав на почетокот, да не ги изгубат своите права од социјална и здравствена заштита. Значи не ги губат пензиите, не ја губат социјалната заштита, не ги губи правата кои што ги има во агенцијата за вработување, значи натаму е активен барател на работа. Како студенти, пензии, родители, наследни и така натаму. Точно. Сега од друга страна државата практично регулирајќи го овој однос добива дополнителни средства во буџетот кои што може да ги намени за унапредување на услугите. Има ли ограничување возрастна, старосна, до кога може ова да се? Не постои горен лимит, не постои горен лимит со оглед на работоспособност. Долен постои? Долен постои, бидејќи согласно законот за работни односи лица помлади од 15 години не можат да бидат во работен однос. Меѓутоа исто така постои ограничување дека малолетни лица па не можат да се грижат за стари и грижат деца да имаат, бидејќи зборуваме за малолетни лица кои што не можат да преземат таква врста на тако видна одговорност, така што зборуваме за долен лимит кој што го имаме, горен немаме, така што сите граѓани кои што практично се чувствуваат 15 години може во кафулиња, во ресторани да се работи берење грози и така натаму, може да се ангажира тоа и се да биде регуларно. Токму така. Значи за сите дејности кои што спаѓаат во земјоделието, значи на веб страницата на Агенцијата за вработување преку проектот Подобри услови за вработување на сезонските работници во Северна Македонија се имплементира од страна на Германското друштво за меѓународна соработка и Центарот за истражување и креирање политики. Направена е токму таа надградба на самиот систем каде што ќе граѓаните можат практично и сега во моментов да отворат веб страницата, да се логираат на Агенцијата за вработување и да видат кои податоци им се потребни за да направат пријава. Меѓутоа таму и ќе можат да видат и кои
работни активности се излистани. Да кажеме, во земјоделие тоа е садење, жнеење, берење, плодови и така натаму. Во угостителството тоа е бармен, кувар, готвач. Значи, зборуваме за дејности кои што се специфично излистани, кои што можат работодавачите и граѓаните, значи и јас како индивидуа и вие, може да направиме. Ова важи ли тоа е друга процедура и за луѓе што ќе дојдат од странство, мигранти, затоа што тој недостиг на работна сила ќе се пополни, или вака, или така. Така, токму така, тој недостиг на работна сила постои. Токму овој закон исто така на некој начин допринесува кон пополнување на тој недостиг на работна сила во државата, бидејќи се овозможува формализирање на работата на многу голем број граѓани кои што до сега не можеа да работат. Меѓутоа, важно е да се напомене дека околу странците тука потребни се некои дополнителни усогласувања во законската регулатива. Меѓутоа и самиот закон кажува дека оние кои што имаат регулиран престој можат да бидат работно ангажирани. Што значи за плата, што значи тоа? Колку има ли некој минимум, има ли некој ограничување или кој колку дае? Нема ограничувања, значи немаме горен лимит колку може да биде дневницата. Минимално нешто има. Меѓутоа не може да биде пониско од минималната часовница или дневница која што е утврдена согласно законот. Како обврска и товар за работодавачите, што значи ова? Веќе спомена некои работи, меѓутоа во пари колку е било? Во превод, народски кажано, да речеме за 1500 денари дневница која што треба да ја исплати на работникот, некаде има трошок дополнителен од околу 240 денари или вкупно да не погодувам, имаме трошок околу 1889 денари. Тоа значи дека 1500 денари одат на сметка на работникот. Персонален данок се исплаќа во износ од 166 денари, за пензиско се 217 денари, додека паушалот за осигурување при повреда е 6 денари. Она што е важно е дека доколку и дневницата е 2000 и 3000 денари, паушалот за пензиско осигурување и осигурување при повреда останува ист. Не е прогресивно да расте. Не е прогресивно, значи данокот си е 10% нели. Може да дава и повисоки плати. Сумата која што износот треба да го плати е истиот. Токму така. Значи, доколку да речеме дневницата која што се исплаќа за овој работен ангажман е 2500 денари, 10% се нели персоналниот данок кој што си е стандардно се исплаќа, меѓутоа овие паушали од 276 денари ќе останат исти. Да. Околу комплицирањето на пријавувањето на ангажирањето. Порано треба да се оди во завод за вработување, хард копи, каква е сега процедурата? Тоа е многу интересно. Значи, ова е, би рекол, еден голем чекор кон дигитализирање на услугите во државата. Значи, како што рековте, доколку досега требаше да се отиде на шалтер, па да се отвори, нели, па сметноводителот, адвокат треба да плаќаш, па. Значи, и јадници чекори кои што некако ги оптеретуваат граѓаните, сега е многу едноставно. Значи, за регистрирање согласно, односно за извршување на пријава на работен ангажман согласно законот за работно ангажирање на надградениот софтвер кој што го споменав во Агенцијата за вработување, во неколку чекори се прави пријавата. Значи му се потребни само добра интернет конекција, значи за да може да пристапи до веб страницата, му е потребен матичен број на лицето кое што се ангажира, трансакцијска сметка и телефонски број за да може нели лицето да го потврди работниот ангажман. Цена се да речеме за 2 до 3 минути може да се пополни пријавата, бидејќи е многу лесна. Ги охрабрувам сите да направат еден тест да видат како тоа изгледа. Бидејќи навистина станува збор за многу кратка постапка, нема потреба од одење на шалтери, нема потреба од бирократија, нема потреба од некакви печатени документи и така натаму, значи се електронски, се е во неколку чекори, брзо, лесно и едноставно. До кај стигнавте, какво е искуството до сега? Луѓето не знаат, треба да се запознаат прво, а постои интерес или не се многу заинтересирани? Какви ви се фидбекот, како ви е? Значи имавме во рамки на проектот кој што го споменав, подобри услови за вработување на сезонските ангажман. Токму така. Во рамки на проектот кој што го споменав, ја спроведовме и кампањата Фер ангажман. Значи тоа беше една навистина обширна кампања која што офати различни начини на комуницирање на јавноста. Практично
Законот се промовираше преку социјалните мрежи, преку радио, джинглови, преку радио телевизија, значи е веќе во етер и на националниот сервис. Меѓутоа исто така е важно да се напомене дека заедно со Министерството за економија и труд и Агенцијата за вработување работевме и на терен. Практично им дадовме поддршка да ги информираме граѓаните директно, така што во рамки на кампањата Фер ангажман одевме директно во градовите и на тие информативни сесии кои што ги нарековме инфоденови за Фер ангажман, имавме можност да се сретнеме директно со работодавачите, со работно ангажираните лица, со земјоделците, хотелиерите, угостителите. Им требаат како и викаат они аргати, им требаат. Токму така. Нив им требаат аргати, на угостителите им требаат келнери, значи секој има различни потреби, секој има потреба од дополнителен работник и морам да кажам дека постои навистина голем интерес кај засегнатите страни, односно кај работодавачите и кај работно ангажираните лица, со тоа што видовме дека граѓаните површно беа информирани, така што овие сесии навистина доста беа корисни, бидејќи навистина се забележа дека каде што и беа сесии имаше и доста интерес по тоа, доста јавувања, доста и пријави во самиот систем од тие региони каде што беа покриени, така што имавме информативни денови во Охрид и во Струга како главни туристички центри. Потоа имавме информативни денови во Тетово, во Куманово, во Старо Нагоричане бевме исто така, во Неготино, во Струмица. Значи постои интерес. Не го сваќаат ова како ограничување, како законско врзување. Апсолутно. Значи го сваќаат како можност, како некоја новина, секако нели кај нас постои се уште таа недоверба на нови промени во системот или на новини кои што се имплементираат, така што токму тоа беше и целта на оваа кампања, да ги информираме за позитивните промени, позитивните начини на работа, на добри практики, така што мислам дека навистина имаше позитивен ефект на охрабрување. Ако не ми платат, кај да се пожалам? Или синдикат важи или треба да тужам? Може да се организира синдикално. Тоа мора да го предвидиме. Мора да го предвидиме и тоа се предвидува, значи работно ангажираните лица може да се организираат синдикално, апсолутно може да си ги бараат своите права. Важно е токму тоа што го споменавте сега на крајот. Зошто е важно да се пријават, односно да им биде пријавен работниот ангажман, токму заради овие причини. Доколку да речеме работи непријавено, тогаш нема начин како да си ги побара средствата. Сега, веќе во Агенцијата за вработување поднесена таа пријава. Тој систем е поврзан со управата за јавни приходи и автоматски на работодавачот му се дава налог за плаќање на персоналниот данок и дневницата, а на крајот на месецот практично повторно од управата за јавни приходи се добива информација за налог за плаќање на паушалот за социјално и здравствено осигурување. Што да резимираме, тоа е добра шанса, не чини многу за тие што ќе ангажираат, не се големи износите што треба да ги платат, а за оние кои што ќе бидат ангажирани, кои што ќе работат, дополнителна шанса да заработат, и да си го подобрат пензиското конто. Во тие пресметки сигурно ќе бидат земени и овие паушали што ќе бидат исплаќани. Зборувам за луѓе кои што се пензионери, ама и за луѓе кои што работат една работа, ова ќе биде дополнително за нив дополнителен бенефит. Кристијан Трајковски, Центар за истражување и креирање политики, благодарам за разговорот. Стадион. Емисија за вашата вистина.